Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница. Моето име е Тања Поповска-Грујовски и сум оделенски наставник во Основното училиште Киро Глигова. Денеска ќе имаме час по предметот Природни науки со наставна единица Природни непогоди и еколошки катастрофи. На овој час ќе се запознаеме со еколошките катастрофи. Целите се да научиме како човечките активности делуваат на околината, например загадување на реки, рециклирање на отпад, и да се мотивираме да собираме докази преку наблюдување и истражување. Еколошка катастрофа е настан или процес со трајни последици врз природата предизвикан од човек. Човекот, со цел за себе да направи подобри услови за живот, ја уништува природната средина. Но постои една стара народна поговорка која вели дека природата секогаш враќа. Како и правиме, така ќе ни врати. Низиното уништување значи нарушување на нашето здравје пред се. Еколошки катастрофи се излевање на нафта во морињата и океаните, загаден воздух, загадување на водите, извори, реки, мориња, океани. Ова се само дел од еколошките катастрофи, но човечката креативност и желбата за подобар живот, оваа листа, за жал, ја прави многу поголема. Нафтата е многу потребна за човек. Таа се користи како гориво за превозните средства и како огрев во зимските денови. Русија, Среден Исток, Африка, Средна и Јужна Америка, Северна Америка и Азија се земјите кои се главни производители на нафта. Но таа треба сосема безбедно и внимателно да се транспортира насекаде во светот. Многу често се случува нафтата да се излее во море. Тогаш сината вода се создава нафтена дамка, која пак може да патува со километри. Ваквата дамка представува сериозна опасност за морскиот жив свет. Во ваков случај потребно е да се фатат морските животни, да се исчисти и да се вратат во нивното живеалиште. Доколку пак тамката стигне до копно, ќе дојде до загадување на плажите и оштетување на природните живеалишта. Воздухот ни е потребен за живот. Најважен елемент кој го има воздухот за одржување на животот на земјата е кислородот. Човекот и животните без воздух не можат да живеат, а најголеми производители на кислород се растенијата. Денес сме сведоци на загаден воздух, а човекот е еден од главните фактори на оваа појава. Големиот број на автомобили, огревот на дрва и нафта, ожаците на фабриките придонесуваат посебно во зимските денови да се соочуваме со смог кој остава трајни последици врз живиот свет. Денес постојат мониторинг станици кои го мерат загадувањето на воздухот и доколку тоа е многу високо, се истакнуваат одредени препораки со цел да го заштитиме нашето здравје. Сепак, доколку луѓето почнат да пешачат, да користат велосипеди или електрични автомобили, доколку се употребува чиста енергија со обновливи извори за огрев и ако се намали отпадот, нашиот живот не би бил ставен во ризик. Еден од условите за живот на нашата планета е постоењето на чиста вода за пиење. 71% од планетата е покриена со вода. Околу 72% е вода во човековото тело и затоа е многу важна за нас. Океани, мориња, езери, реките, освен што се важни за нас, тие самите се животна средина за многу животни. Токму затоа е многу важно да се погрижиме и да го намалиме загадувањето на исти. Покрај еколошките катастрофи постојат и здравствени.
Такви се епидемиите и пандемиите. Денес, за жал, светот се соочува со здравствена пандемија, COVID-19. Овој вирус неочекувано и брзо направи драстични промени во нашиот живот. Затоа маските, држање растојание и миењето раце се основни работи кон кои треба да се придржуваме. А ако сите заедно ги почитуваме мерките, за кратко време ќе го подбедиме вирусот и повторно ќе се дружиме во училишните клуби. Ви благодарам, драги ученици, се надевам дека што побрзо ќе се видиме во нашите училишта.